Промовирање на социјална инклузија и волонтерство преку спроведување спортски активности, вклучувајќи млади луѓе со интелектуална попреченост во спортот како двигател за социјална инклузија. Ова беше дел од вчерашната активност на Младинскиот сојуз Крушево, заедно со специјалната Олимпијада на Македонија. Во рамките на проектот Спорт за општествена акција, финансиран од Европската унија под програмата Еразмус Плюс, во наредните 12 месеци ќе се развиваат иновативни практики, како инклузивно волонтерство 1+1 и кампањи за подигнување на јавната свест за лицата со интелектуална попреченост, најави Билјана Стојчевска, член на Младинскиот сојуз Крушево. Главната цел на овој проект е вклучување на луѓето со на младите луѓе со различни можности, различни типови на попречености преку спортот во општеството. Така да проектот е интернационален, има 5 меѓународни партнери сме во него, ваков тип на национални активности се организираа во секоја земја. Значи Македонија е една од земјите, понатаму Грција, Романија и Словенија. Во секоја земја има еден партнер во самиот проект и самите партнерски организации од проектот имаат партнерски организации на национално ниво, како што во моментов работиме заедно. Во проектот има една главна цел што се вика за идничко волонтирање, каде што 1+1 волонтираме еден од нормална популација со еден млад човек од интелектуална попреченост. Во насока на подигнување на јавната свест, неопходни се вакви проекти, со цел да ги поттикнат младите луѓе да размислуваат за своите капацитети, особено кога се работи за луѓе со различни типови попреченост. Од тука се наметнува потребата за вклучување како на организациите, така и на институциите во однос на создавање на отворено и еднакво општество, без предрасуди, вели Стојчевска. Во однос на институциите, нашата главна цел е од младите за младите. Да, важни се институциите за поголемо вклучување и решавање на проблемите. Јас сум убедена дека нашите институции имаат слух и ги знаат проблемите. Сега, според мене поважно е општеството како целина да биде волно со енергија за поддршка и тогаш институциите ќе бидат дел од таа поддршка. Невработеноста е важен проблем за сите млади луѓе, така да ако сите работиме и ќе ги имаме повеќе младите луѓе околу нас и ќе ги имаме еднаквите можности за сите млади луѓе. За реализација на овој проект Младинскиот сојуз Крушево стапи во контакт со Драгана Андреевска, која е основач на Сдруженијето за спорт и рекреација Фирс Фитнес и која со огромно задоволство прифати да биде дел од овој настан. Во фитнес центарот девојките кои редовно вежбаат кикфит вештина се дружеа и вежбаа со лицата од специјалната Олимпијада, преку практични вежби за затегнување на делови од телото и вежби на вреќа. Бидејќи се работи за проект во кој се наметнува спортот како двигател за социјална инклузија, треба да се истакне дека редовните тренинзи влијаат во подобрувањето и стабилизирањето на психофизичката состојба, вели Андреевска. Спортот мислам дека игра клучна улога во овие работи, бидејќи пред се, значи конкретно нашиот тип на вежбање мислам дека најмногу влијае психички, односно на смирување на духот и на, како да речам, на темпераментноста и на страстите. И со тоа мислам дека доведува до една постабилизирана психофизичка состојба. Во однос на водењето на активен спортски живот во услови на висока загаденост на воздухот, во овој период од годината инструкторката Андреевска препорачува дека неопходно е да се следат препораките на експертите. Ова особено се однесува на лица кои имаат белодробни заболувања и кои може тренинзите во фитнес салите да ги заменат со вежбање на јога или пилатес во домашни услови. Доколку има луѓе кои што страдаат од некои белодробни болести и загаденоста им смета на некој повисоко ниво, значи за нив се препорачува воопшто да нема некоја поголема физичка активност во овие периоди. Јас би препорачала некои лесни вежби дома, како јога, како пилатес, истегнување, значи наједноставни вежби кои што нема да премногу да го забрзаат срцето и да бараат поголемо дишење, односно капацитет на дишење. А за сите останати кои што не патат од некои посериозни болести, мислам дека вежбање во сала 3 пати неделно е сосема безбедно. Од Сдруженијата и организациите апелираат за поголема вклученост на граѓаните и институциите во решавањето на проблемот со маргинализацијата и недоволно развиена јавна свест и третман за лицата со попреченост, со една цел – создавање на општество еднакво за сите.